Од органско производство до зелена општина е бесплатната работилница која што вчера и денеска се случува во просториите на општина Зелениково, а се со цел на сите оние заинтересирани производители и идни производители на органски производи да им се пренесат некои техники, некои тајни во одгледувањето, чувањето, па и конзумирањето на органската храна и органските производи. Ова утро наша и ваша гостинка е Милица Петрушевска, која што е косопственик од Green Republic, односно Зелена Република. Милица, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана и покрај тоа што во моментов се одржува работилницата во просториите на општина Зелениково. Почетокот беше од 10:30 до 16, така беше вчера, меѓутоа поради екстремно топлото време, ќе кажам, поради овие жештини, моравте тоа малку да го поместите и сепак си се одржува секако што треба, во најдобар ред. Да кажеме малку повеќе информации за нашите гледачи што се случува овие 2 дена во општина Зелениково, какви информации споделувате со сите оние заинтересирани луѓе кои што сакаат да произведуваат органски производи. Добро утро, Ирина, прво и до вас и до вашите гледачи. Ти благодарам и тебе многу што покажуваш интерес за нашата работа и на Алфа ТВ, чии што чинам веќе редовни гости сме. Денеска сме втор пат тука. Се работи за работилница наменета за идни органски производители, но исто така и за сите оние што се генерално заинтересирани за органското производство. Работилницата ја правиме во рамките на нашиот проект Селото за градот, градот за селото, кој го спроведуваме со поддршка на ЦЕПРОСАРД, а во рамките на нивната програма за поддршка на социјалното предприемништво не остави никого зад себе, која што е поддржана од Европската унија. Значи, вака или онака влегуваме во зелената агенда во зелената агенда на Европската унија. Се работи за работилница на која што и тие што ја конзумираат органската храна, и тие што сакаат да произведуваат на органски начин, ама и тие што веќе произведуваат на органски начин, да научат нешто повеќе за технологиите и техниките на одгледување органски производи. Работилницата ни ја држи експерт од таа област, се вика Горан Колев и голем поздрав до Горан Колев. Тоа е воедно и еден од вработените во сертификацијската куќа Просард, каде што, значи, која што во суштината ги врши контролите и ги издава сертификатите за органско производство. Што може да научат нашите гости или учесници во работилницата? Малку повеќе и подетелно за тоа што е органско производство. Имаше многу интересна дискусија во смисла дали органското производство значи само и исклучиво здрава храна или нешто друго. Оно што го потенциравме и што сакавме, значи, да им го пренесеме на нашите гости и учесници е дека органското значи не само здрава храна, туку и заштита за животната средина, грижа за животната средина. Начин од гледување што го задржува хумусниот слој на земјата, плодниот слој на земјата, тој што во суштината ја дава храната, кој што хумусен слој, за жал, во конвенционалното производство со употреба на многу азотни ѓубрива се истоштува, така што во суштината ја прави земјата неплодна, буквално неплодна. Органското производство е тоа што го враќа балансот на почвата, низината плодност, за да може, значи, долгорочно да трае и да ја оставиме за идните генерации плодна, да не биде дека ќе јадеме, не знам, пилули. Имаме ние подготвено и инсерти, сепак да видат гледачите еве за што станува збор, нели? Еве веќе одат на екранот. Можеме да си продолжиме понатаму. Кажавте дека интересот беше и е огромен. Имате голем број на учесници. За кого е наменет? Рековте за идните производители, така? Каде тие понатаму може да ги овие знаења да ги применат? Може да ги применат, значи, доколку сакаат и ако сакаат да се конвертираат во органски производители. Тоа значи дека
треба да почнат да применуваат определени технологии на производство кои што ќе дадат на крајот производ, органски производ, свеж производ, кој што ќе биде сертифициран како таков. Процесот е долг, трае од 1 до 3 години, во зависност на исцрпеноста на почвата, начинот на кој што била претходно одгледувана, но сепак, значи, со определени технологии и техники на одгледување се враќа незината плодност и незината, да речеме, здравјето на почвата се враќа, па таа може да раѓа и здрави производи. Ама интересно е дека освен производителите дојдоа и многу конзумери или љубители на природата, или на органска љубители храна. на органска храна, на здрава храна, па јас би рекла и здрав животен стил, кои што сакаат да знаат повеќе што конзумираат. Така. Дали ова е, тука ми се наметнува едно подпрашање, дали ова е наменето само за големите производители или доколку некој си има, да кажам, бавчичка дома, па може сам да ги користи вашите совети, техники, сам за себе, за своја конзумација да ги користи овие техники и совети од работилниците? Името на нашата, значи на компанијата или фирмата или земјоделското стопанство што го водиме со брат ми не е случајно Зелена република. Со нашата работа сакаме, не само што сакавме да иницираме, значи, органско производство и да пласираме органски производи на нашиот пазар, исто толку сакавме да поттикнеме и секој кој што сака да се храни здраво, независно дали е производител што ќе ги пласира производите на пазарот или некој што си има своја бавчичка и каде што може да си ги одгледува своите производи, и едните и другите да се свртат малку повеќе кон природата, кон здравиот животен стил, кон заштитата на животната средина, кон, како да кажам, значи, кон една малку поинаква филозофија на живеењето, што може да не растовари од стресот на секојдневното живеење и во најмала рака да ни даде чувство дека се грижиме за себе. За себе и за природата. И за природата. Така е. Да. Буквално вашето мото од минатиот пат кога зборувавме беше од бавча на трпеза. На трпеза, така, да биде здраво, значи не прскано, односно сето тоа што се применува да биде сепак органски и што најздраво што може. Бидејќи кажавте дека интересот на вистина е огромен за овие бесплатни работилници кои што и во моментов се случуваат во општина Зелениково. Имате и тоа ве поттикна да има и нови, бидејќи ова беше ограничен, или не можеа повеќе од 20 луѓе да присуствуваат. Сега во план ви е, како што ми кажавте, секоја недела или на 2 недели поеднашка да организирате вакви работилници. Едукации, да кажам, за сите заинтересирани конзументи и производители на органска храна. Меѓу другото, сакавме, значи, да понудиме, како да кажам, малку свежина во овие топли летни денови, затоа што сепак Орешане е малку барем за нијанса посвежо отколку тука, од градот. Така што, значи, од следниот викенд, буквално секој викенд, нашите ниви ќе бидат отворени од рано наутро за посетители, а во определени викенди, значи, со нашите посетители, тоа што ќе го набереме, ќе го конзумираме и ќе разговараме исто, значи, за здрава храна, за здрав животен стил и за органско производство. Ќе бидат, значи, како да кажам, серија мини работилници во кои што, значи, секој што е заинтересиран за органското производство ќе може да види, да дојде малку да се освежи, да набере нешто и да научи нешто повеќе за здравиот начин на исхрана. За сите оние кои што сакаат да учествуваат, како да се пријават? Многу едноставно, нека не следат на нашата Facebook страница Зелена република или Green Republic. Таму редовно објавуваме што правиме и кои се нашите активности, така што преку инбокс можат, значи, да ни сконтактираат и да добијат информација за тоа што се случува овој викенд. Вие редовно ги представувате ги изложувате вашите производи и во јавна соба, на она пазарче, здраво пазарче. Така и ве најдов, нели, така и стапивме во контакт. Времево е многу жешко. Така. Не само за нас, туку и за растенијата. Како обстојуваат растенијата на овие високи температури? Со вода. Со вода, да. Како и ние, со хидрирање, така. Со вода. Тешко е, значи,
климатските промени Си го направија своето. Да, си го направија своето. Веќе гледаме, да. Да. И сериозно влијаат на производството, така што се што е наотворено, побаа ги, ајде да кажеме, гори. Затворените простории или затворениот начин од гледување, што би се рекло пластеници или стакленици, ние имаме пластеници, тие се тие што обезбедуваат определена заштита за растенијата. Кога ќе влезете внатре изгледа многу топло, ама сепак најлонот обезбедува заштита од штетните зраци на сонцето, така што жал ми е да кажам, ама изгледа дека во иднина најголем дел од производството, барем во Македонија, ќе треба да се одвива во затворени простори, во пластеници, да, затоа што значи просто растенијата горат. Вашите производи се само во пластеници или и се на отворен простор? Има, значи, ние обработуваме вкупно не многу, околу 4 декари земја, половина се под пластеници, половина се наотворено. Определени растенија нели може да поднесат поголема топлина, ама определени не. Определени мора строго под пластеници да ги држиме. Дали тоа значи дека почесто ги наводнувате, оние кои што се надвор, така? Да. Имаме значи сите 4 декари се покриени со систем капка по капка, и значи редовно наутро, навечер се наводнува се. Да. Кои производи органски производи ги произведувате во Зелена Република? Покрај оние зелените марула, спањак, рукола, нели? Да. Спомна дека нашите производи ги нудиме на зеленото пазарче на јавна соба во организација заедно со Slow Food. Освен таму, нашите производи може да се најдат во сите поголеми супермаркети во Скопје, но имаме и собствена приватна продажба за нашите, значи, верни или лојални купувачи. За да можеме да ги задоволиме нивните потреби во текот на летото, произведуваме речиси се. Значи, на нашиот список за сертификација... И овош и зеленчук, така? Овош е помалку. Од овош имаме многу убави јагоди, со мирис на шумски јагоди. Баш на јагода, баш на шумска јагода. И имаме малинки исто така. Од останатите производи, она што ни е особено интересно ова лето, ни се пиперките. Заедно со професорките од Земјоделски факултет се нафативме да насадиме годинава 200 сорти македонски оригинални автохтони сорти на пиперки, и на тој начин да помогнеме на Земјоделскиот факултет да ја одржи својата банка на автохтони македонски семиња, така што мислам дека летово хитот ќе ни бидат 200 сорти пиперки. И подготвени сме за есенската сезона за македонскиот ајвар, така? Да. Органски ајвар. Да. Инаку имаме и домати, краставичка, сега е времето на боранијата, ни стигна. Не знам, јас мудриот патлижан е просто врв за мене, значи мој омилен зеленчук, така што имаме речиси се. Освен на зеленото имаме се, ама само за нашите лојални купувачи. По супермаркетите ни се стандардните производи. Милица, нашето време веќе измина за разговорот, толку е. Се чини многу 15 на 20 минути, меѓутоа секогаш, кога има навистина што да се каже, времето навистина брзо изминува. Уште еднаш повик дека од следната сабота, секој викенд, за сите заинтересирани производители на органска храна и конзументи може да дојдат кај вас и да вие несебично ги споделувате своите знаења и своите техники со сите љубители на здравата храна. Да. Благодарам уште еднаш, отворени сме и понатаму за соработка, за секој новитет ќе си ја информираме нашата публика. Ти благодарам многу, Ирина, и вам, и благодарам на вашата публика што не следеше ова утро. Благодарам.